Неделна пауза, пратениците денеска и повеќе од активни за цела низа закони пред се измените на Законот за јавен ред и мир за користењето пиротехника во затворено. Дали сите собраниски процедури се завршени во денешниот долг собраниски ден, во живо го прашувам Мартин Арсов. Така, тино законските измени кои се однесуваат на употребата на пиротехника во затворен простор го помина првиот филтер, односно Комисијата за одбрана и безбедност. Оттаму треба да одат на законодавно-правната комисија и потоа уште вечерва експресно брзо да бидат изгласани и на пленарна седница. Амандмани за овие законски измени не беа поднесени. Овие измени во пракса значат забрана за секаква пиротехника во затворен простор, како и многу повисоки казни како за употреба на пиротехника, така и за пропуштање на малолетници во угостителските објекти после полноќ. Тој што ќе запали огномет, факел или друг вид на пиротехника ќе заработи казна од 200 до 250 евра, одговорниот на фирмата ќе се казни до 500 евра, а глобата за фирмата ќе се движи од 500 па до 10.000 евра, во зависност од големината на фирмата. За затекната малолетника во кафеана, ноќен бар или дискотека, казната исто така оди до 10.000 евра, а за одговорното лице до 500 евра. Глоба од 100 до 250 евра има и за тој што неовластено на јавно место ќе приреди огномет или не преземе мерки за безбедност. Законските измени предвидуваат и поголеми ингеренции или надлежности на полицијата. Да погледнеме кратко дел од тоа што се дебатираше на Комисијата за одбрана и безбедност. Глобата за прекршување на истите е зголемена, во некои одредби е двојно, додека пак за повторување на прекршувањата се предвидува дури како и наредакална мерка и одреден притвор. Се зголемуваат и надлежностите на полицијата и сметаме дека со имплементацијата на мерките и будното следење на истите би требало да се донесе ред. Нема да биде само овој закон кој што е даден сега на дневен ред, туку ќе следат во иднина и многу други закони кои што ќе значат подобрување за безбедноста на младите, бидејќи како што кажав, со безбедноста на младите не смее да има компромис. Така, тино се чини дека ова ќе биде една долга ноќ за пратениците со оглед на тоа што се уште не е ниту закажана законодавно-правната комисија, потоа ќе следи и пленарна седница. Секако ние остануваме да следиме, ќе известиме и во вестите во 23. Евентуална одлука во вестите во 23. Во живо Мартин Арсов за последните случувања, односно за предлог закони во собранието.